Почитувани колеги съответници, почитувани гости. Вида много кратка и се останам само на две прашања, кои ме засегнаа, гледајќи ги завршните смески на училиштата. Најпрво сакам да запрашам, ако некој има да ми одговори, воедно ќе прочитам дел од законот, кој моите колеги по десната страна не да се минали за читање на закони. Како може да биде подпишана една завршна сметка на директорка, која што врши трет мандат, а со Законот за заштита на децата, член 120, ставка 11, пишува: директорот на јавната установа за деца се избира, односно именува за време од 4 години. Ставка 12. По истекот на рокот од ставот 11 на овој член истото лице има право на уште еден мандат едно по друго, а можно за повторен избор, односно именување. Истото лице има по истекот на 4 години од неговиот последен избор, односно именување. Значи, завршната сметка на градинката СП Овадија Мара е подпишана од директорката госпоѓа Лидија Петровска, која што врши трет мандат. Би сакала некој да ми објасни како може законски тоа да биде изведено и подпишано од градоначалник. И уште едно прашање. Ќе се надоврзам на мојата колешка Петровска. Значи, не сме тука дадени само како опозиција и да напаѓаме и напредуваме. Вчера на комисија јас поставив едно прашање, на кое што директорот на основното училиште Гоце Делчев ми одговори. Меѓутоа, јас сакам да му одговорам дека прашањето беше поставено како родител. Значи, децата во Гоце Делчев со одлука на Советот за родители плаќа по 50 денари за одржување на хигиената, а тоа го знам бидејќи сум родител на дете во тоа училиште. Значи, ова нема врска со опозиција и со политика. Само сакам да знам дали е вистина или не. Благодарам.